Независни советнички листи за борба против рудникот Иловица најавува граѓанското здружение Здрава Котлина. Планираат собирање потписи за независни листи во општините Струмица, Новосело и Босилово, како и независен кандидат за градоначалник во општина Новосело. Под притисок на мнозинството на членови и под задачата што си ја зададовме како еколошко здружение, а најголем приоритет ни е справувањето со рудникот покрај другите еколошки проблеми, на некој начин тоа се наметнува само по себе, имајќи во обзир колку актуелните власти до сега во минатото се ефикасни по справувањето на овие за нас од витално значење горливи прашања. Во објавата на официјалната страница на Сдруженијето на Facebook стои дека ќе почне собирање на потписи за независните листи доколку до 20 август конечно не се реши судбината на рудникот и се одземе и втората концесија за рудникот Иловица. Според најавите на активистите, терминот за собирање потписи ќе биде 21 август, ден по дадениот рок за решавање на судбината на рудникот. Немаме спискови, немаме одлучено, но сме далеко ние од таа одлука, но и не исклучуваме можноста тоа да го одложиме можеби за друг пат, ако не изненадат пријатно од владата да не изненадат да кажат дека нема да има рудник со тоа што ќе се запечати судбината на Евромакс барем на ниво на државата, со одлуката, тоа што сите очекуваме и е нормална одлука врз база на сите аргументи на Управниот суд да ја потврди и претходната одлука на второстепената комисија. Од Здрава Котлина велат дека имаат информации за наводен договор помеѓу политичките партии за отворање на рудникот после локалните избори. Според нив, двете политички партии имаат интерен договор Иловица да проработи и за него да нема меѓупартиски препукувања.